Почитувани гледачи на утринската програма Деница на телевизија Мега. Добро утро од Кичево. Ова утро имам соговорник во нашата утринска емисија. Тоа е господинот Коста Галимановски, кој што е председател на Сдруженијето на земјоделски производители Вино-жито од Кичево. Господине Галимановски, добро утро и ви благодарам што сте гостин во нашата емисија. Како што кажав, вие сте председател на Сдруженијето на земјоделски производители Вино-жито од Кичево. На почетокот сакам да ве запрашам од кога постои ова здружение, која е неговата цел, односно која е неговата активност, што како здружение делува на подрачјето на општина Кичево и сите оние аспекти кои што се важни, а се дел од така наречено личната карта на вашето здружение. Па нашето здружение почна околу 2011 некаде, летото. Почнавме со програма за пчеларство. Сега имаме и програма за овоштарство. 2012 донесовме одлука како здружение да направиме за прв пат саем со цел да го промовираме медот како традиционален кичевски производ и како производ кој сериозно вреди да се на некој начин афирмира малку повеќе. Визијата на здружението е ние, целта она што ние како здружение го зацртавме, развиено земјоделие, висока еколошка свест, широка употреба на обновливи извори на енергија и развој на руралните региони. За руралните региони, према сите оние анализи што се гледаат и поради тоа што во руралните средини претежно популацијата која живее таму не живее редовно, него нејзиниот тие одат в град, се враќаат назад и према тоа ние го популаризираме пчеларството со цел да сите оние кои се занимаваат со пчеларството и реално да имаат некој приход, реално остварли приход со кој ќе можат да живеат од пчеларството. И за тие што се периодично во селата и за тие што се редовно во селата. Мисијата на здружението е создавање на услови за развој, пред кој едукација, афирмација на производи, вршиме практични обуки за пчеларство, застапување и лобирање за подобрување на условите за развој во руралните средини. Целите кои ги опфаќаме ни се сертифицирање и афирмација на пчелни производи, афирмација на пчелните производи за поголемо користење во исхрана, развој на руралните средини и создавање на реални приходи, она што пред малку го кажав, за пошироко користење на обновливи извори на енергија. Во 2012 година го направивме првиот саем за мед и пчеларство, на кој имаше повеќе од 20 учесници што се занимаваат со пчеларство и со производство на производи од пчели, затоа што не е медот во фокусот, него пчелите како една гранка од сточарството. Можно е од нив да се произведуваат повеќе производи како полен, перга, матици, матичен млеч и други, восок и други производи. Значи, традиционалното производство во Кичево претежно се движеше на производството на мед, за разлика од другите производи. Нас ни е целта да се прошири оваа палета на производи кои ги произведуваат. Најлесно е да речеме да се произведува прополисот. Прополисот, медицината вели дека е еден производ со кој може здравието на човекот да се подобри во многу повеќе, како да кажем, од многу поголем аспект. И за заштита делува антивирусно, антибактерицидно и така натака. За поленот, мислам дека доволно се запознати сите оние кои се заинтересирани за добро здравје, знаат што значи поленот и производот од полен, фактички кога го извадите од пчелното семејство, од таму се вика перга. Пергата се користи во многу
конкретно за здравје се користи во многу коктели, така наречено. 2012 помина првиот саем, имавме соработка со Министерство за земјоделие, шумарство и водостопанство, имавме тогаш соработка со Федерација на фармери и други здруженија кои гравитираат на територијата на Република Македонија. После тоа, после 2012 го скршивме мразот и почна некако да се движи некако пчеларството и можам да кажам дека до денес од 2012 до 2016 имаме создадено некаде околу 64 нови пчелари, кои ние како пчелари повозрастни, така речено, сакаме да им укажеме на еден факт, да тие прво научат занает, нашо пчеларството да го научат, ама во една многу поубава форма, а не како што се пчеларело, пример, пред 200 години, затоа што тогаш сосем бил поинаков начинот на производство, начинот на користење и така натака. Тогаш не се користел шеќер, се користел само мед. И се уништувале семејствата за да им се земе медот. Денешното модерно пчеларство е сосем поинакво. Ние ги советуваме, ги учиме, им овозможуваме да присуствуваат на семинари, трибини, саеми, за да постигнат едно повисоко ниво на развој, за да може да почнат да произведуваат поголема палета на производи и да го користат како за нивно здравје, така и за здравјето на фамилијата, што се и околината околу. 2013 исто го направивме вториот саем за пчеларство што беше и тука беа присутни околу 20 и нешто пчелари излагачи, зборувам. Беше афирмиран повеќе пред кичевската јавност. Тогаш се запозна малку повеќе кичевската јавност и со здруженијето и со производите што се произведуваат од пчели. Имавме чест да не посети тогаш и тогашниот заменик министер за земјоделие господинот Зоран Коњановски. Имавме и со него трибини, две, една беше на саемот и после тоа. И саемот помина во една одлична атмосфера, во која ги представивме, пошто ние покрај саемот правиме една промоција на традиционално културно наследство од областа на културата. Тоа значи кичевските културно-уметнички друштво беа поканети со нивни настапи на отворањето на саемот и тука се присутни обично градоначалникот, заменик министер, беа поканети и министри и како официјални лица на некој начин во јавниот живот во Кичево, што екзистираат, сите беа поканети. 2013 година видовме дека некако ни е мал просторот за за сите производи што се произведуваат од Кичево. Мислам, поглед на пчеларството. Ни е мал просторот и се одлучивме да направиме една поголема манифестација, која успеавме да ја направиме 2015 година, минатата година. Минатата година манифестацијата беше Балкански саем за мед и пчеларство. Имавме посета од Србија и Албанија. Беа поканети повеќе здруженија, повеќе активисти, повеќе пчелари и така натака, но имавме од Албанија и од Србија само посета и начелно беше договорено соработка со српските здруженија, беше договорена соработка со СПОС од Србија, беше договорена соработка и со Албанија, со пчеларски здруженија и можност за унапредување на пчеларството, како зборувам како гранка, и можност за унапредување на соработката со цел за поголемо производство на мед и афирмација на медот како здрава храна што во иднина би ја користеле, затоа што медот прво нема ни рок на употреба, второ не бара некои специфични услови за чување, трето е одличен за организам, што јас не сум лекар по вокација, мислам дека лекарите тоа многу подобро ќе го кажат и многу повеќе ќе го афирмираат. И морам да кажам сепак како кичевчанец, Кичево има еден од најдобрите медови во Европа, према она што го
досега што сме го анализирале, кичево и македонски брод гравитираат некако на исто подрачје и мислам дека тој мед има и мирис и вкус. Вкусот на дивото нане, мајчината душица, заедно со сите оние други медоносни растенија од кои пчелите ја го собираат нектарот, па го претвараат во мед после, мислам дека му дава еден одличен квалитет на медот. Господине Галимановски, од она што досега вие го кажавте, забележав дека претежно сте како здружение осврнати кон пчеларството. Дали може би, во кратки црти да ни кажете, дали може би вашето здружение ќе се насочи кон други некои гранки од земјоделството? На почетокот почнавме со програма за пчеларство, потоа оформивме и програма за овоштарство и во моментов правиме афирмација за насади за лешник. Некако овде популацијата која живее е посклона кон такво нешто и педолошките анализи на земјата зборуваат дека ова подрачје е добро за лешник. Имавме 3-4 трибини до сега за лешник, имавме 3-4 практични работилници за лешник и мислам дека почнува да заживува некако лешникарството, ако можам така да го кажам. И се надевам дека по некој понатамошен период дека ќе направиме една поголема афирмација на овоштарството со цел да оние површини кои остануваат дали во руралните средини или градските површини кои се тука, кои спаѓаат во градскиот атар, дека ќе во поголема мера ќе бидат засадени. А пред малку не спомнав, Здруженијето работи актуелно е тоа за зголемување на пчелна паша. Пчелна паша во превод е зголемување на медоносни растенија од типот на павловнија, фацелија, багрем да се засади, затоа што со медоносната паша ќе се зголеми бројот на кошници, бројот на пчелари и приносот, и најбитното нешто е приносот на мед по пчелна кошница. Слушнавме дека изминативе години откако е формирано вашето здружение, навистина секоја година имате многу активности. Што да очекуваме за 2016 година? Кои активности ви се испланирани? 2016 имаме посета, она досегашно ние што сме го испланирале. Имаме посета на 2 саеми минимум. Белград е 2 пати е Белград саемот. Сега ако има услови да се создаде, ќе учествуваме сигурно на уште 2-3. Тоа е како да кажам, она што ние надвор планираме на соработка. Потоа планираме учество на Белградскиот саем, ама не како посетители, него како учесници изложувачи. Планираме Балканскиот саем да се продолжи традицијата, кој од оваа година се надеваме дека ќе имаме и од Бугарија и од Косово, да имаме и учесници и оние кои откупуваат мед. Влегуваме во постапка на сертификација на кичевскиот мед заедно со бродскиот, што мислам дека ќе му донесе една многу поголема позадина на кичевскиот мед, затоа што тоа нешто е основа пред било која институција да се излезе со сертификацијата, бидејќи денеска производите во Македонија мора да имаат сите сертификат, а ќе донесе еден стандардизиран квалитет на медот и другите пчелни производи. Потоа имаме 4 трибини зацртано за време на Балканскиот саем. 3 имаме во април, мај и јуни. Секој месец имаме по една трибина и ќе имаме уште 3 од септември, ноември и декември. Надака, трибините се од едукативен карактер. Ова е целото сите овие активности се со цел да се направи една афирмација поголема на пчеларството, да пчеларите научат еден, како да речем, занатот да си го испечат и на секој една трибина било што нешто да научат по нешто, сигурно ќе им користи. Господин Галимановски, ви благодарам за вашето учество во емисијата и ви посакувам успех понатаму и да го афирмирате и пчеларството и секоја друга гранка од земјоделството кое што може да екзистира тука во Република Македонија.
Ви благодарам и на вас. Повелете некоја наредна прилика да го пробаме медот. После сето она што го кажав, Так. да го пробаме во Со задоволство. практично. Так, благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше господинот Коста Галимановски, со кого разговаравме околу активностите каде што е претседател на Сдруженијето на земјоделски производители Вино Жито од Кичево.